следните изрази да се запишат без загради, иако е потребно да се упростат изразите. Забележувате дека ова се алгебарски изрази во кои што ќе имаме дропки. Било како множител пред заграда, било членовите во заградата да бидат со коефициент дропка. Да почнеме со ред. Според правилото за множење, треба бројот пред заградата да ги множи членовите во заградата. За таа цел ќе запишеме дека 2/3 ќе го множи првиот член 9х и минус 2/3 ќе го множи првиот 6. Сега имаме правило за множење на дропка со број, затоа учевме дека е броителот по бројот врз именителот по х минус истото правило и за втората броителот по бројот врз 3. Сега ќе се обидиме да скратиме. 3 и 9 се кратат со 3, тоа ќе остане 1, а горе во броителот ќе биде 3, па ќе добиеме 2 по 3, 6х минус, ако скратиме во вториот број ќе имаме со 3, 1, а горе ќе биде 2, па 2 по 2 ќе биде 4. По тој начин го добивме решението на првиот израз. Вториот израз всушност во себе содржи два изрази како претходниот. Во првата заграда ќе множиме со 1/3, а во втората заграда ќе множиме со 1/4. Па ќе добиеме 1/3 помножено по 5х плюс 1/3 помножено со 8y од првата заграда плюс 1/4 помножено со 6х и минус 1/4 помножено со 2y. Сега го користиме правилото за множење на дропка со број, бројот со броителот врз именителот плюс бројот по броителот врз именителот, потоа имаме броителот по бројот врз именителот минус бројот по броителот врз именителот. Првите две дропки нема ништо да се скрати, па затоа тие ќе се ги препишиме. Додека сега тука ќе скратиме, 6 и 4 се кратат со бројот 2, горе ќе добиеме 3, а долу 2, па ќе добиеме плюс 3 половини х минус, ако скратиме тука со 2, ќе добиеме 1 половина y. Забележувате сега дека добивме слични номи, односно членови на алгебарскиот израз, но со коефициенти дропки. Во овој случај треба да ги сведиме тие, но за разлика од претходните задачи сега ќе имаме дропки. За таа цел прво ќе си ги запишам сличните во заграда. 5/3 х плюс 3 половини х, значи сличните мономи со променлива х, плюс 8/3 y минус 1 половина y. Бидејќи сега забележувате дека во првата заграда х, а во втората заграда y е идентичен и еднаков кај двата изрази, па за да биде полесно собирањето, ќе искористиме дистрибутивно својство, но во обратна насока. Во заградата ќе ги задржиме само дропките, а х-от ќе биде од десната страна како множител. Истото го правиме во втората заграда, каде што y ќе биде од десната страна. Сега, бидејќи треба да собериме дропки, НЗС на 3 и 2, знаеме дека дропки се собираат исклучиво на НЗС, имаме 6, 2, 3, 5 по 2, 10, 3 по 3, 9, плюс 6 НЗС, прошируваме со 2 и со 3, 16 минус 3 по y. Сега треба само да ги одземиме. Добиеме 19 шестини х плюс 13 шестини y, што всушност е решението на нашата задача, затоа што повеќе не се упростуваат. За да ја решиме следната, што всушност представува и најтешка задача од сите, тако што ќе ги добиете, мораме да множиме бројот што е пред заграда со броевите што се во заграда, но бројот пред заграда е дропка. Стапката е слична. 2/3 се множи со првиот член половина х минус 2/3 по 1/4 y од првата заграда минус имаме 1 половина по
2 третини по 1 половина x минус 2 третини по четвртина y минус 1 половина по 3x и минус 1 половина по 1 третина y. Ако сега ги измножиме дробките, ако забележиме дека претходно може да се изврши кратење, онаму каде што може, што е препорака при множењето на дробки, првиот израз ќе биде 1 третина x. Потоа вториот имаме минус, двојката и четворката се кратат со 2 и ќе добиеме 1 шестина по y, а овдека немаме затоа што имаме само 3 половини x и по последната немаме кратење 1 по 1, 1, 2 по 3, 6 y. Забележувате дека сега слични мономи се третина x со минус 3 половини x и потоа се минус шестина y со истата минус шестина y. Ако искористим истата техника од претходниот случај, имаме третина x минус 3 половини x во едната заграда плюс минус 1 шестина y и минус 1 шестина y од другата. Тука сакам да напоменам дека секогаш кога ќе добиете минус, пишете си плюс пред заграда, затоа што ако го пишете минусот, и ако потоа запишете заграда, минус 1 шестина y и минус 1 шестина y, ќе направите грешка, затоа што минусот ќе важи за двата членови во заградата. За таа цел да не се случи таква грешка, секогаш пишувајте минус. Ако сега го извадиме x-от од десната страна во заградата, ќе добиеме минус 1 шестина по y од другата заграда. Ако сега направиме НЗС 6, првата дробка ја пошираме со 2, втората со 3, имаме 2 минус 9 по x плюс именителите се исти се препишуваат, имаме минус 1 по y. Односно, добиеме конечно дека ако ги собериме броевите, дека тоа ќе биде минус 7 шестини x и плюс минус 2 шестини y. Минусот пред двојката и плюсот пред дробката ќе се го сменат знакот во минус и ќе добиеме минус 7 шестини x минус, и ако скратиме со 2, ќе добием 1 третина y, што сушност е решението на нашата задача.